Добар ден, ученици! Добродојдовте на часот по германски јазик за 7 оделение. Wir sind die Freunde. Денешната тема е модалниот глагол können. Модал верб können. Вие досега ги имате учено модалните глаголи möchten и dürfen и денес е ред да се запознаеме со модалниот глагол können. Пред да почнеме, да се потсетиме за модалните глаголи. Модални глаголи се посебна категорија на глаголи во германскиот јазик и тие најчесто во реченица се употребуваат со други глаголи кои што стојат во инфинитив на крајот на реченицата. Но овие глаголи можат да се употребуваат и како главни глаголи без друг глагол во инфинитив. Модалниот глагол können во превод може, умее, знае, се менува на следниот начин. Во еднина, прво лице гласи Ich kann, еднина, второ лице Du kannst, еднина, трето лице Er, sie, es kann. Множина, прво лице Wir können, множина, второ лице Ihr könnt и множина, трето лице Sie können. Во еднина кај овој глагол може да забележите дека имаме промена на буквата Ü во буква А. Прво и трето лице еднина немаат наставки и се во иста форма. Второ лице еднина ја задржува наставката СТ, позната од наставките за второ лице еднина во сегашно време. Глаголот können во множина се менува целосно по правилото, ги задржува веќе познатите наставки за сегашно време. Прво и трето лице множина, како и кај сите глаголи до сега кои што сте ги работеле, се идентични. Сега да видиме како глаголот können се однесува во реченица. Првиот пример. Du kannst gut Gitarre spielen. Оваа реченица е исказна реченица и глаголот können стои на второ место, сменет според личната заменка во случајот du, второ лице еднина. И затоа ја има препознатливата наставка за второ лице еднина, наставката ст. Додека глаголот spielen стои на крајот на реченицата во инфинитив. Вториот пример, was können Sie machen? Тука имаме прашална реченица со прашален збор. Прашалниот збор во оваа реченица е was, што значи што, и го имаме глаголот können, кој што повторно стои на второ место, сменет според личната заменка, во овој случај тоа е sie, односно трето лице множина. Вие знаете дека sie може да го сретнеме и како трето лице еднина, меѓутоа тука според наставката en ни покажува дека е трето лице множина. И повторно глаголот machen не е сменет во лице, стои во инфинитив на крајот од реченицата. Третиот пример, kann Tom sehr gut reiten, прашална реченица без прашален збор, и во овој случај, за разлика од претходните два, глаголот können стои на прво место во реченицата, затоа што таа е прашална и нема прашален збор. Сменет е според лицето во случајот Том, односно трето лице еднина.
Глаголот во трето лице еднина, како што кажавме претходно и во прво лице еднина, нема наставки. Глаголот writen, кој што да објаснува во врска со оваа реченица, стои повторно на крајот во реченицата во инфинитив. Кога имаме реченици со модалниот глагол können и тие имаат содржат и негација nicht, на следниот начин глаголот повторно стои на второ место, додека негацијата nicht ќе оди после глаголот. Wir können nicht schnell laufen. Können стои на второ место, сменет според прво лице множина, личната заменка wir, додека nicht оди после глаголот. За разлика од нашиот јазик, каде што негација на глагол се прави пред глаголот. Не можеме. Laufen стои на крај во инфинитив. И вториот пример, ich kann nicht ins Kino gehen. Kann на второ место, сменет според личната заменка ich и nicht стои после kann. Глаголот gehen стои на крај во инфинитив. Сега, вашата задача е овие 6 реченици да ги направите точни. Тие се дадени со измешани зборови, а вие ќе треба да го направите точниот збороред во реченицата. При тоа треба да внимавате кој е модален глагол, каде стои, каде ќе стои другиот глагол, дали реченицата е исказна, дали е прашална, содржи ли прашален збор, не содржи, дали има негација и така натаму. Паузирајте го видеото и решете ги овие 6 реченици. Ова се точните одговори на претходните поставени прашања и како што може да забележите, глаголот können во исказна реченица стои на второ место, во прашална без прашален збор стои на прво место, во четвртата реченица имаме и негација nicht, таа стои после глаголот, а глаголите кои што го дообјаснуваат глаголот können секогаш стојат на крајот од реченицата во инфинитив. Ви благодарам на вниманието.